Откако од вчера такси превозниците во општина Кочани започнаа на патниците кои ги користат нивните услуги да им вклучуваат таксиметар и да им наплаќаат по 50 денари стартна цена плюс за секој изминат километар по уште 15 денари со фискална сметка, денеска коментар за овие новини побаравме од сопственикот на Такси Џокер и од Секаров. Голем дел се набавени, голем дел се чекат да се баждираат, така да јас сметам дека до крајот на септември сите оние возила кои ќе возат такси ќе мора да поседуваат, ако сака да се согласат со законот, мора да поседуваат фискален апарат. Во спротивно сите што нема да поседуваат фискален апарат ќе сметат за диви таксисти. Со новиот закон за такси превоз, секој такси возач ќе мора да е пријавен како вработен во такси компанијата во која вози. Овие новини се очекува да стават ред во такси превозот, кој во изминатите години го карактеризираше постојан хаос. На 30 јули Министерството донесе нов закон за автотакси превоз, каде многу се поригорозни мерките и дека бројот на таксисти во секој случај ќе се смали, а тоа значи дека оние што ќе останат да работат како такси превозници, јас сметам дека ќе работат со заработувачка, некако сега со загуба. Каров се огради од пишувањето на некои медиуми дека таксистите на било кој начин се вклучени во превозот на ученици. Некои од медиумите покушуваат такси превозот го поврзат со превоз на учениците на ниво на општина Кочани. Одма да кажам дека автотакси превозот со превозот на учениците во општината нема ништо заедничко. И до сега, а верувам дека и во иднина автотакси превозниците нема да може да услужуваат ги учениците за превоз до училиштата и назад. Со понудените мерки, такси компаниите конечно ќе се доведат во ситуација да може да работат рентабилно, а не со загуби, што ќе влијае и на подобрувањето на квалитетот на услугите, на безбедноста и на ефикасноста во работењето.